Почитувани граѓани, нашите барања се цврсти и одлучни. Остануваме на нив. Овде сме на средношколскиот фронт, и на сонце и на дожд, остануваме цврсто на она што стоиме и она што е нашата цел, а тоа е подобро образование за сите во Република Македонија. Затоа ги повикувам сите средношколци, родители и сите загрижени граѓани на ова Република Македонија да дојдат во 17 часот тука пред Министерството за образование и наука и да го искажеме нашиот револт. Затоа ги замолувам сите кои што може нека дојдат да бидеме во поголем број, да покажеме масовност за да они видат дека ние не сме се откажале од она што е за нас цел, а тоа е подобро образование за сите во Македонија. Денес од понеделник веќе почнува 25-тиот ден, како го регулирате тоа? Значи, да, точна информацијата дека од понеделник е 25-тиот ден од бојкотот, одиме со ресетирање на бојкотот, тоест враќање на еден ден во училиште, а потоа повторно со отпочнување на бојкотот на наставата. Не поддржуваат ли професорите Кулова? Дел од професорите да, тие што не поддржуваат и секогаш дел не. Притисоци дали имате се уште? Притисоци имаме да од одредени професори, од страна на одредени директори, со тоа што да се вратиме на настава, дека ќе има казни за родителите, дека нема да завршиме година, ќе одиме на класен испит и слично. Мислите дека ако сте помасовни ќе ве прима во министерството? Па да, и затоа ја користам и оваа прилика во понеделник во 13 часот го повикувам министерот Адеми заедно со неговиот заменик Ристовски да дојдат овде во средношколскиот камп за да оствариме уште една средба и да видиме што можеме да се договориме. Во понеделник и денеска и во понеделник. Значи и денес и во понеделник бидејќи кај некој школи е различно, кај некој денеска е 25 ден, кај некој е понеделник. А тука? Остануваме да овде на средношколскиот фронт.